Почитувани присутни, добар ден. Дозволете најпрви да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство и за интересираноста за денешниот настан. Дозволете да го поздравам градоначалникот Максим Димитриевски, секретарот на општината, директорите на јавните предпријатија, почитуваните советници, почитуваните новинари, моите колеги од општинската администрација и секако гледачите пред малите екрани кои во живо ја следат пресконференцијата на ТВ+. Денешната пресконференција е по повод активностите на градоначалникот за една година, односно период кога стапува на функција градоначалник на општина Куманово. Истите активности во текот на целиот настан ќе можете да ги следите на видеозаписот што се наоѓа зад нас на екранот. Првин би сакала да му дадам збор на градоначалникот, а потоа повелете со прашања, идеи, предлози. Градоначалник, повелете. Благодарам. Почитувани присутни, представници на медиумите, почитувани останати присутни, почитувани граѓани. Утре се навршува точно една година од добивање на мандатот како градоначалник и членови на Совет на општина Куманово и денеска на овој ден заедно со советниците, дел од советниците, представниците на јавните предпријатија излегуваме со еден пресек на состојбите во општина Куманово. Што тоа? Јас, моите први соработници, во јавните предпријатија, во Советот, во јавните служби, успеавме за овој период по добиениот мандат од граѓаните да сработиме. Во делот на инфраструктура, во овој период се асфалтирани вкупно 19 улици. За сите детали, дополнително, представниците на медиумите ќе ги добијат во писмена форма. Инаку, овие 19 улици се со вкупна површина од 36.143 метри квадратни. Вкупно се тампонирани 15 улици во градското подрачје, приградското подрачје и руралните подрачја на градот со вкупна површина од 19.110 метри квадратни. Беа реализирани, тоест бекатонирани вкупно 9 улици со вкупна површина од 4.000 метри квадратни. И тоа улица Црнотравска, улица Јна, поток Серава, 25 февруари, Осогово, Павле Станоев, 6 април, Тонко Димков, Стојан Сликар и други мали улички кои што се сврзуваат една со друга. Исто така во овој период успеавме да изградиме тротоари и тоа на повеќе локации со вкупна површина од околу 6.000 метри квадратни. Позначени и поголеми се тротоарот на улица Билјановска и тоа пред населба Бабиндол со вкупна површина од 815 метри квадратни, тротоари на улица Тодемендол во Дива населба со вкупна површина од 2676 метри квадратни и тротоари на улица Драган Стопаревиќ со досега изградени 2400 метри квадратни. Воедно ја користам оваа прилика да апелирам до сите наши сограѓани да не ги користат овие изградени тротоари за паркиралишта на нивните возила, бидејќи првенствено истите се наменети за непречено одвивање на сообраќајот на пешаците. Сите оние сограѓани кои што нема да ги почитуваат овие правила, ќе бидат соочени со реалноста, тоест ќе мора на повик на граѓаните или интервенција на надлежните служби нивните возила со опајак возило да бидат отстранувани од самите такви површини. Во делот на водоводната мрежа реализиравме 4 позначени проекти на реставрација на водоводната мрежа и комплетна изградба на нова. И тоа на улица 4 јули Срботомовиќ во должина од 470 метри, улица Ѓорче Петров со должина од 195 метри, улица Ѓуро Пуцар Стари со должина од 293 метри, улица Јоско Илиевски
од 395 метри и други помали интервенции на јавното предпријатие Водовод. Во дел на ново изградена атмосферска канализација ги имаме реализирано следниве проекти. На улица Страшко Арсов 470 метри. Крак од улица Јана 1, 2 и 3 во должина од 100 метри. Кај салата во средно училиште Перо Наков 100 метри и кај градскиот базен улица 2 и 4 во должина од 88 метри. Во делот на фекална канализација бележиме реализација на поголем број на проекти. И тоа вкупно 17 со вкупна должина на инсталирана подземна инфраструктура во должина од приближно 9000 метри должни. И тоа во село Долно Којнаре, Железничка индустријска, Јоско Илиевски, Никола Тесла, Осогово, Борко Танев, Режановце, улица 1, улица 421, Павле Станоев, Огнен Прица, Вера Которка, Пелинска, 4 јули, Крак во Гладно поле, Црнотравска, Тонко Димков и други помали проекти и улички. Сакам да ве информирам дека во овој период од една година исто така заврши и проектот за рехабилитација и екстензија на канализационата мрежа во Куманово, проект кој што беше донација од Европска Унија, а кој што ние, како ново избрани представници на граѓаните, го затекуваме во фаза на реализација и воедно ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите претходни авторитети кои што дале свој допринос за реализација на истиот, а истиот е во вредност од вкупно 4 милиони евра финансирани од Европската Унија преку програмата ИПА. Со овој проект беа опфатени вкупно 54 локации на територија на нашата општина, каде што се изгради комплетно нова подземна инфраструктура, тоест фекална канализација, а на одредени локации беа реставрирани постоечките инфраструктури. Успеавме да реконструираме дел од градските плоштади со замена на плочки, решетки за сливниците и скалите на двата плоштади, фонтаните Батко Ѓорѓија и 4 бандери. Апелирам до граѓаните, бидејќи вложивме сериозни средства во овие реконструкции, да се однесуваат одговорно кон општинскиот нашиот заеднички имот, бидејќи се уште постојат поединци кои што ги уништуваат овие ново направени површини. Воедно сакам да обрнам внимание и на несовесните граѓани кои што ги паркираат своите возила на самите вакви површини кои што се составен дел на градскиот плоштад. Сакам да ја напоменам локацијата кај трговскиот центар Сума. Тоа што поединци го прават таму е недозволено и во следниот период ќе се обидеме тоа што го направиме дополнително со ступчиња да го оградиме и заштитиме. Недозволено е возилата да се паркираат на скали и на места кои што се предвидени за движење на пешаците. Од страна на јавно предпријатие Куманово паркинг поставени се 60 канделабри, модерни, со штедливи сијалици на двата градски плоштада, а во тек е изведба на пилот проект на осветлување со современ тип на осветлување на дел од булеварот Октомвриска револуција и градскиот кеј. Општина Куманово заедно со јавно предпријатие Чистота и зеленило и Куманово паркинг започна со реконструкција на постоечките патеки на спомен Костурница и изведбите се во финална фаза, а воедно успеавме и да го реконструираме целото улично осветлување на ова и текако за нас битна локација во градот, бидејќи сите ние мора да го почитуваме она што е дел од сите нас, а тоа е нашето минато. Се надевам дека ќе успееме тоа што го направивме таму, сите заедно да го сочуваме, а од страна на јавно предпријатие Чистота и зеленило е воведена и стражарска служба и надзор на оваа посочена локација. Завршена втора фаза
на речното корито и пристапивме со отпочнување на градежните работи на првата фаза на речното корито. Во тек е изградба на мал парк пред влезот на јавното предпријатие Водовод Куманово. Имаме во план да ја завршиме првата фаза во целост. Во тек е промена во делот на планираните градби со оглед дека во делот на населбата Средорек ќе морат одредени објекти да бидат дислоцирани, бидејќи истите се диво градба и доколку сакаме да имаме уредено речно корито, ќе мораме да пристапиме да го реализираме онака како што е планирано согласно планот за градба и проектот. Тоа значи рушење на дел на објектите на јавно предпријатие Водовод Куманово, но исто така и проширување на речното корито кон страната на населба Средорек. Барам разбирање од нашите сограѓани. Ке се обидам во овој период да изнајдам начин заедно со сите нив да истите не ги оставам без кров над глава. Успеавме да поставиме 40 нови средства за смирување, тоест за успорување во сообраќајот или популарно наречени лежички полицајци, истите да ги одбележиме хоризонтално и вертикално. И тоа 15 од нив се од тип пешачки премин, подигнат пешачки премин, додека 25 се стандардни средства за успорување на сообраќајот. Воедно реализиравме поголем број на проекти за хоризонтално и вертикално одбележување на сообраќајните површини, а исто така и една раскрсница на Октомвриска револуција беше комплетно инвестирано светлосно означување и семафорска сигнализација. Проектот Нулта толеранција за непрописно паркирање е на сила. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите оние кои учествуваа во негова реализација. Но пак истиот дава резултат кој што се аплицира директно во делот на работењето на едно од нашите јавни предпријатија, тоа е Куманово паркинг, кој што значително ја подобрува и својата услуга, но и својата финансиска состојба. Апелирам до граѓаните да се држиме до тоа. Особено до оние граѓани кои што живеат на локации во градот каде што има веќе постоечки паркинзи, да не ги узурпираат тротоарите и јавните прометни површини, туку истите паркинзи да ги користат за паркирање на своите возила. Се однесува за сите оние кои што живеат на самите булевари, Трета македонска ударна бригада, булевар Октомвриска револуција, делот кај градскиот базен и сите оние локации каде што имаме одредени паркинзи кои што можат да бидат искористени. Потпишан е договор за изградба на катна гаража, првата од ваков вид, а тоа е катна гаража од монтажен тип во тип на урбана опрема на локација пред Домот на култура во Куманово. Очекуваме нејзина целосна реализација до крајот на годината. Се изгради паркинг простор на Сточен пазар и покрај зградата во местна заедница Панче Пешев. Започнавме со имплементација на проект заедно со јавното предпријатие Водовод за замена на старите водомери на граѓаните со нови, ултразвучни, современи водомери со далечинско отчитување. Во следниот период ќе се реализира овој проект. До сега се реализирани и сменети некаде околу 1000 бројила на водокорисници. Се извинувам, овој проект е финансиран од ИПА фондовите со вкупна вредност од 1,65 милиони евра и ќе даде големи резултати и бенефити. Првенствено на јавното предпријатие да врши соодветен надзор, контрола и реално да го фактурира онаа што граѓаните го трошат, а на тој начин ќе се постигнат дополнителни заштеди во делот на загубите на вода и со тоа
ќе го дојдеме до оној посакуван момент во летните периоди, да ги намалиме загубите и да го големиме количеството на вода во високите зони. Што значи, ќе ги намалиме проблемите на граѓаните со водоснабдување во градот, кои што живеат во високите зони. Во овој период, јавно предпријатие Куманово газ за период од една година постави вкупно 2055 метри гасоводна мрежа. Со одлука на Совет, Општина Куманово отпочна со субвенционирање во износ од 10.000 денари за еден приклучок на газ на секое домаќинство. За една година изградени се 3 приклучоци на колективни стамбени згради со околу 200 стамбени единици и 20 индивидуални стамбени единици. Проширена е секундарната гасоводна мрежа со интенција за приклучување на основно училиште Бајрам Шабани и истото е во фаза на постапка за обезбедување на градежна дозвола како би можеле до крајот на месец ноември да го реализираме и имплементираме овој проект. Чиста животна средина. Спроведуваме акција за чистење на диви депонии и на речните корита во градот. Ги чистиме следните диви депонии: Перо Чичо, Сточен пазар кај Долно Којнаре, 11 ноември околу фабриката ФЗЦ, Бедиње, Спомен Костурница, Железничка, Средорек, старата пекара, стариот млин спроти малиот зелен пазар во градот и локацијата туш во населба Перо Чичо и уште други помали локации. За жал мора да констатирам, без разлика колку пати да се чистат овие локации, колку јавните служби да даваат напор да ги наоѓаат сторителите кои што изфрлаат смет, ова интенција на граѓаните не престанува. Потенцирам и апелирам до сите граѓани да ги пријавуваат сите оние пред надлежните државни служби, а тоа е општинските инспекцијски служби и МВР Куманово за сите оние несовесни граѓани кои што изфрлаат големи количини на смет на сите овие депонии. Едноставно тоа се случува пред наши очи и општината без подршка на граѓаните не може да го спречи тоа. Во делот на чистењето на речни корита потрошивме 2 милиони денари и успеавме да ги исчистиме речните корита на река Липковка, Кумановка и делумно речното корито на река Којнарка. Повторно ќе потенцирам, се случува еден ист тренд да граѓаните повторно изфрлаат смет во речните корита. Апелирам да не го прават тоа. Се изфрлаат големи, тешки предмети, секаков вид на шут. Тоа дополнително не чини сите нас. Да се обидеме животната средина да ја сочуваме чиста. Следната година најавувам дека јавното предпријатие Чистота и Зелениново ќе добие дополнителни средства од страна на општината согласно одлука на Советот на општина Куманово да воведе задолжително чистење и одржување на речните корита. Тоа што значи физички да се изнесува од страна на наши тимови на луѓе сметот кој што е изфрлен. Гледаме состојба изфрлени кревети, стари шпорети, машини за перење и така натаму. Тоа за еден современ град, како што има интенција Куманово да биде недозволено. Се уреди градскиот парк и паркот пред отворениот и затворениот базен и немаме намера да застанеме тука. И покрај тоа што направиме целосно уредување, монтирање на урбана опрема, ќе продолжиме да ги озеленуваме сите можни зелени и јавно прометни површини во градот. И оние каде што веќе сме имале во минатото зеленило, и таму кај што немаме ќе планираме дополнително, бидејќи сакаме Куманово да биде убав, зелен и уреден град. Проектот Засади живот за нов живот даде резултат. Поделени се голем број насадници на сите семејства кои што добија новороденчиња во нивните домови. Им честитам за тоа и им испрачам порака на сите оние сограѓани кои што немаат добиено
дека во меѓувреме ќе ги посетиме од страна на општинските служби и ќе им дадеме садница. На тој начин сите ние даваме дополнителен допринос за озеленување на нашиот град. Во делот на превенцијата и едукацијата на граѓаните, кампањата со едукативни флаери и видео спотови за зачувување на животна средина и воздухот дава своји резултати. Влегуваме во зимски период, каде што претежно во нашиот град се загреваме и затоплуваме со огревно дрво. Една од главните причини за појавата на PM10 честички во нашиот град, согласно студиите кои што минатата година ги направивме, е токму непрописниот огревен материјал кој што се користи секојдневно во затоплување на најголем број на домовите во Куманово. Апелирам до сите оние кои што користат несоодветни горива да не ги употребуваат, бидејќи првенствено се убиваат самите себе си, а потоа и сите нас. Огревното дрво кое што го употребуваме треба да биде прописно исушено за да се намали процентот на емисија на штетните гасови и емисијата на PM10 честички. Општина Куманово ќе продолжи со методата на аеросолизација на сите јавни прометни површини каде што фреквенцијата на граѓаните е најголема и со редовно перење на улиците и нивно одржување. На тој начин се намалува дополнително загадувањето. Во тек е проект за кровна реконструкција на второ ниво на Зелениот пазар, проект кој што го реализираме како резултат на прекугранична соработка помеѓу нашето јавно претпријатие Пазаришта и јавното претпријатие на соседно Косово, општина Гнилане, каде што со овој проект ќе го разубавиме градскиот пазар, санитарните јазли и дополнителни услуги кои што ќе бидат дадени на користење на граѓаните, а воедно ќе биде извршена и дополнителна едукација на самите трговци кои што ги користат тезгите на ова наше јавно претпријатие за вршење и давање услуга на граѓани. Во тек е изградба на Центар за ран детски развој во Основно училиште Јероним Дерада во село Черкезе, како и спортска сала, училишна спортска сала, која што е во тек на градба и е финансирана од страна на владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука. Во ово училиште е во завршна фаза и проектот за адаптација на училиштето, и тоа комплетна замена на внатрешната столарија, подовите, вратите и прозорците. Изградивме со сопствени средства потпорен зид пред Основно училиште Кочо Рацин во должина од 27 метри, а за негова изградба одвоивме од буџетот 330.000 денари. Во тек е реконструкција на Основно училиште Браќа Миладиновци, и тоа во делот на истурените паралелки кај народна техника, каде што се реализира проект подржан од страна на ресорното Министерство за труд и социјална политика, доградба на капацитетот за целодневен престој на лица со попреченост. Реконструирани се паралелките на Основно училиште, истурените паралелки на Основно училиште Браќа Миладиновци кај Техничко училиште со помош на донација од Јапонската амбасада, и тоа поставен систем за грејење и ладење, заменети прозорци и врати и нови тоалети. Во Основно училиште Вера Которка со помош на донација од Чешката амбасада успеавме да ги промениме дел од прозорците на училиштето и воедно да изградиме нови санитарни јазли и да ја реконструираме целосно предната фасада на училиштето. Владата на Република Македонија изгради спортска сала во Средно економско училиште, лоцирана во поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош, а општина Куманово дополнително издвои 1,5 милион денари и ја уреди комплетната подземна инфраструктура, и тоа атмосферската и фекалната канализација, електрификацијата на овој објект и самиот пристап до објектот. Во следниот период ќе пристапиме и на официјално пуштање на овој објект во употреба.
Во минатиот период успеавме и заедно со помош на Министерството за труд и социјална политика да реконструираме дел од поранешниот пионерски дом и да го трансформираме во детска градинка. Следи имплементација на целосниот проект и целосна реконструкција на пионерскиот дом. Преку програмата за општинско корисна работа на проектот Локална преградка, општина Куманово ангажираше 20 лица кои што ќе работат со лица со попреченост. Ќе им даваат помош на овие лица и во тек на денот 4 часа ќе трошат со нив. Компетентни стручни лица, музички аниматори, логопеди, тренери, наставници, физиотерапевти, медицински лица. И на тој начин ќе дадеме допринос за непречено функционирање и помош на оваа категорија на наши сограѓани. Денеска пристапивме на апликација за Европски град на спортот за 2019 година. Сметам дека Куманово може на полето на спортот да се развива многу. Имаме минато, сегашност и планираме заедно со нашите најмлади и нашите искусни спортисти да ја градиме идната спортска иднина на нашиот град со цел младите луѓе да ги доведеме во спортските хали, да спортуваат и да се дружат. Пристапивме на субвенционирање и помош, директна помош на самохраните родители, и тоа за почеток 78 самохрани родители добија субвенција од општината и општината во иднина ќе ги плаќа нивните трошоци за вода и за смет на месечно и годишно ниво. Активно соработуваме со приватниот сектор во градот и сите потенцијални инвеститори. Издадовме поголем број на дозволи за реализација на капитални проекти во градот. И тоа во дел на целосна реконструкција и изградба на постоечката стара и дотрајана автобуска станица во градот. Изградби на други трговски единици, бензинска пумпа, подземни катни гаражи на локацијата на поранешен 1 мај, со голема трговска единица и стамбени единици, но при тоа секогаш водевме и ќе продолжиме да водиме сметка да се почитуваат правилата, новововедените правила во урбанизмот, градба до 50% на градежна парцела за колективно домување. Едноставно сакаме да го ослободиме просторот, да на истите градежни парцели дополнително се добие минимум 20% ново зеленило и 30% слободни површини. Сакам да дојдеме до состојба кога да се вратам на оние денови кога ние бевме деца. Ги чекавме нашите родители да дојдат од работа, ги гледавме празните паркинзи пред зградите кај што живееме и чекавме да ги поставиме камењата, импровизираните стативи, играме, спортуваме и се забавуваме. Тоа е конечната цел, да Куманово добие еден нов и урбан лик. На полето на урбанизмот, во финална фаза сме на отпочнување со работа на ново планираното јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање во градот. Имаме за цел да ги собереме сите млади, едуцирани, квалитетни луѓе во делот на урбанизмот, градежништвото, но исто така и оние со поголемо искуство. И да го испланираме Куманово на период Куманово 2028, Куманово 2038. Да оставиме едни урбанистички рамки по кои што ќе се движат сите оние кои што ќе дојдат во иднина да ја обавуваат нашата функција на градоначалник, советници и така натаму. Мораме да ставиме крај во онаа што значи непланирано градежништво или градежништво наменето само кон поединци кои што се водат исклучиво од фаза на создавање на капитал и профит во делот на градежништвото. Апелирам дека има простор
за сите и дека истиот профит може да се прави, но на еден многу поурбан и многу поорганизиран начин, кој што ќе даде една генерално убава урбана слика за градот на долгорочно ниво. Куманово е град со повеќе од 20.000 дивоградби, за кои што се води постапка пред надлежните органи. Во овој период успеаме да решиме голем број на барања за легализација, но за жал мора да констатирам дека имаме се уште многу. Формиравме 4 активни комисии кои што работат на тој проблем. Во следниот период ќе го зголемиме бројот на комисиите и затоа се обидуваме да ги прибереме сите наши сограѓани кои што имаат завршено ваков тип на образование да дојдат да работат за општината и да работат за новото јавно предпријатие. Исто така, ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на сите граѓани за нивното трпение во овој изминат едногодишен период. Јас знам дека во изборите се обидеме да допреме до вас. Поднесовме програми и вие со голема желба очекувате да истите бидат реализирани. Ова е само дел од онаа што успеаваме да го направиме од вас и за вас. Нема да застанеме тука, ќе продолжиме, ќе се вложиме себе си, да направиме уште многу повеќе и да го реализираме онаа што предходно на самите избори, кога доаѓавме кај вас и се представувавме, го реализираме во целост. Воедно сакам да искажам отворена благодарност до сите правни и физички лица, кои што во овој едногодишен изминат период покажаа голема општествена одговорност. Спонзорира голем број на градежни проекти кои што ги реализираше општината, а исто така и голем број на спортски клубови, невладени организации и друг тип на организации во нашиот град и со тоа дадоа допринос за непречено живење и функционирање и надоградување на општествените целини. Почитувани граѓани, тоа се дел од поголемите инвестиции во изминатата една година. Воедно сакам да искористам оваа прилика и да ве информирам јавно за финансиската состојба во општина Куманово. Општина Куманово ги има намалено своите тековни долгови за 35 милиони денари. Во образованието успеавме да го намалиме долгот за вкупно 44 милиони денари. Само во делот на јавните набавки направивме директна заштеда по пат на аукција и системот за јавно надавање од вкупно 24 милиони денари. Реализиравме 111 јавни набавки и успеавме истиот планиран износ за јавните набавки да ги намалиме за 100 милиони денари. Општината пред една година имаше обврски, тековни обврски, онаа што доспева да се плати и се фактурира од 217 милиони денари, 441.207 денари. Денеска таа состојба со пресек на 25.10 е 182 милиони 772.148 денари. Реалната представа за вкупните обврски на општината ќе ја имаме нормално со завршување на тековната година и изготвување на завршната сметка. Вкупните обврски на Фондацијата за култура и спорт пред една година беа 1 милион и 53.000 денара, денеска се 837.000 денари. Во делот на образованието, како што знаете, сеопшт тренд во државата е дека образованието е еден од најголемите должници во системот. Се поради фактот дека голем број на блок дотации на месечно ниво во минатото беа укинати на образовниот процес и се создаде тој ланчан проблем на префрлување на обврските.
благодарејќи на владата со тоа што ги зголеми блок дотациите на месечно ниво и заштедите кои што ги направиме во делот на менаџирањето на образовните институции, долгот во образованието од 109 милиони 944 илјади денари го намаливме на 66 милиони 238 илјади денари. Воедно чувствувам одговорност, се извинувам, јавно, транспарентно и отворено, да ги информирам за граѓаните за онаа што е нивно. Онаа што е нивен имот и имот на сите нас, граѓаните на општина Куманово, а тоа се нашите јавни предпријатија. Јавното предпријатие Куманово газ имаше обврски пред една година од 3,5 милиони денари. Денеска истото должи 97.000 денари. Ова јавно предпријатие, за жал, се уште генерира губитоци на годишно ниво. И без подршка на општината не може да се развие. Едногодишниот пресек на состојбите во ова јавно предпријатие укажува дека имаме повеќе од потреба да изнајдеме стратешки партнер за докапитализација на ова јавно предпријатие. Бидејќи општината ги нема тие пари, ќе мора да бараме партнер за јавно-приватно партнерство во ова јавно предпријатие, кој што ќе биде подготвен финансиски да влезе, истото да го капитализира со конечна цел да гасот стигне во најголем дел од домаќинствата и во нашиот град, а воедно и во индустријата. На тој начин да дојдеме до почист град и поевтин енергенс и помали животни трошоци во градот. Јавното предпријатие Куманово паркинг ја има значително подобрена својата работа, и тоа инпутната страна, онаа што значи нулта толеранција во делот на паркирањето, даде своји резултати. Ги има зголемено своите приходи и подобрено својот баланс ако се преземе побарувањата и долговите плюс 1 милион денари за изминатата година. Дополнително успеа со собствени средства да реализира неколку инфраструктурни проекти. Јавното предпријатие Пазаришта е со подобрен баланс од некаде помеѓу половина и 1 милион денари на годишно ниво. Јавното предпријатие Чистота и зеленило ги има своите обврски од 205 милиони денари намалено на 201 милион денар и ги има зголемено своите побарувања за цели 14 милиони денари или вкупен баланс од 18 милиони денари. И онаа што е најбитно и најголемиот проблем во финансискиот баланс на општината е јавното предпријатие Водовод, каде што конечно по една годишна анализа, штедење, редуцирање на сите страни, успеавме делумно да ја стабилизираме ситуацијата, но сепак мора да констатирам, иако генерираше огромни губитоци и генерираше големи загуби, ова јавно предпријатие ќе продолжи и во следниот период да го прави тоа. Имаме состојба од вкупен долг од 406 милиони денари. Тука не се влезени и пресметани каматите на утужените долгови и сметам дека заедно со менаџерскиот тим успеавме да ги редуцираме овие загуби, но тоа не е доволно. Ке мораме да пристапиме на стратешко планирање за изнаоѓање решение за излегување од криза на ова јавно предпријатие. Ке ангажираме дополнително надворешна финансиска куќа, која што ќе направи еден реален пресек на состојбите во ова јавно предпријатие и ќе излеземе пред нашата јавност за да се знае каква е состојбата, колку точно должи
какви се можностите да се наплатат побарувањата, бидејќи проблемите таму се долгогодишни и долгорочни. Почнувајќи од побарувањата кои што се во износ од 395 милиони денари, 395 милиони 800.000 денари, а се реално ненаплативи побарувања во најголем дел. Се водат книговодствено од првиот ден на основање на ова јавно предпријатие, додека обврските се 406 милиони денари. Ако го погледнете балансот, е добар, приближно ист, но во реалност самото предпријатие функционира многу потешко и полошо. Во моментов се уште имаме две блокирани јавни предпријатија, имаме блокирано предпријатие Куманово паркинг, за кое што постои реални можности во следниот период со вакво позитивно работење да излезе од криза, а исто така и јавното предпријатие Водовод, за кое што ќе мора да бараме дополнителни решенија. Јавното предпријатие Чистота и Зеленило е одблокирано поради тоа што е дадена гаранција од страна на општината во форма на хипотека да биде одблокирано од страна на Управа за јавни приходи за неплатено ДДВ во период до 2015 година. Почитувани граѓани, тоа е реалниот пресек на состојбите во нашата општина. Тоа е реалниот пресек на состојбите во јавните институции и јавните предпријатија. Јас како ваш избраник, сите директори кои што се поставени на функциите каде што се, ви стоиме на располагање да одговориме на секое ваше прашање. Јас верувам дека работевме, но исто така сум убеден дека можеме да сработиме и да направиме многу повеќе за сите вас. Ви благодарам, повелете доколку имате прашање. Проектите за ран детски развој се однесуваат на проекти во сите образовни институции и сите објекти каде што имаме можности да изградиме такво нешто, за да дадеме можност, бидејќи имаме голем број на деца кои што не можат да бидат сместени во детските градинки поради недостаток на капацитет, да во овие објекти за ран детски развој, кои што немаат статус на детска градинка, а ги реализираме со помош на Министерството за труд и социјална политика, дадеме можност на овие дечиња, нивните родители да ги остават додека се во период на работа и да дојдат да ги земат. Исто така, покрај овие проекти, воведуваме и проекти за целодневен престој на ученици. Ученици кои што одат на училиште до 12 часот, нивните родители работат до 3, до 4 часот, доаѓаат, ги посетуваат на целодневен престој во одредени простории во училиштата и нивните родители подоцна доаѓаат да ги земат. Јас сум благодарен за сите досегашни инвестиции од страна на ресорното министерство во нашата општина. Повелете. Изградба на кружниот ток на влезот на градот е една од капиталните инвестиции кои што имаме во план да ја реализираме. Во моментов е се уште во изработка планот, идејното решение е изработено, се изработува градежниот проект, се соочуваме со сериозни проблеми на неевидентирана подземна инфраструктура, бидејќи тука се вкрстуваат гасоводни подземни мрежи, електрификација на градот, улично осветлување, водоснабдување, атмосферска, фекална канализација, но за жал не само општина Куманово, туку генерално во Република Македонија не поседуваме подземен катастар и наидуваме на сериозни проблеми во планирањето. И тоа нема да биде проблем само за овој кружен ток и решавање на влезот во градот,
туку на сите поголеми локации во градот каде што ќе мора вака да се интервенира. Се надевам, ние ќе го планираме во развојната програма за 2019 година и ќе успееме по завршен проект истиот да распишеме постапка, да добиеме претходно градежна дозвола, да распишеме постапка за избор на најповолен понудувач и конечно да го средиме влезот во градот. Да, како што знаете, веќе во градскиот парк интервенираме со поставување нови клупи и поставување на нова урбана опрема. Ја завршиме постапката за набавка на нови детски клацкалки, играчки и така натаму, но планираме да истите ги поставиме во пролет следната година, а дополнително да распишеме постапка за набавка на тартан подлоги и истите да ги осовремениме. Повели Максим. Кога ќе ангажирате поголем број на комунални инспектори со оглед на фактот дека почна октомври, почна палењето до градот? За жал, тоа е општа појава. Ние сме ограничени во делот на комунални инспектори. Следната година планирам да пристапам на измена на систематизацијата, ги имаме лоцирана на тесните грла во општината и ќе имаме за цел да ги зголемиме и бројот на комуналните инспектори, но како што сте информирани, оваа година воведовме дежурство на инспекцијските служби во градот. Градежната инспекција дежура и во неработните денови, сабота и недела, и бројот на дивоградбите во нашата општина е драстично намален, а воедно во попладневните часови исто така дежураат и комунални инспектори во централното градско подрачје и доколку бидете сопрени од некој од инспектори и казнени за фрлање на смет на јавна проветна површина, немојте да им замерите затоа што тоа е составен дел на нивната работа. Секако ќе направиме акции за контрола и на главните булевари и во делот на периферијата, но пак ќе посочам. Без соодветна дојава од граѓаните, општината нема можност со малиот број на инспектори да ја покрие територијата на целиот град. Повели Андонович. Јас имам три прашања. Имам слушаме на КЕО, изградбата на речното корито. Има многу реакција од граѓаните бидејќи после изградбата на КЕО, после санацијата на речното корито, во насока Средовик има многу дивоградби. Значи се доближуваат до КЕО и тоа се нови дивоградби. Една реакција има од жителите во населено место кај Мај Маркет. Има поставен мост и во градба на река, каде што се помирува, каде што се прават штети и граѓаните прашуваат дали ќе се дислоцира тој мост, односно ќе се муви од тука, бидејќи ниту е прописно, ниту е законски, ниту и во града. И третото прашање се однесува на улицата Никола Тесла, на една од седниците на Советот на општина Куманово беше поставено прашање од советникот, чинам дека беше од НСДП, дали ќе влезе во програмата ова улица, бидејќи луѓето таму секојдневно реагираат на прекини во водоснабдувањето. Ви благодарам. Еве ќе почнам од улица Никола Тесла, не само на улица Никола Тесла, на најголем број на улиците во општина Куманово, подземната инфраструктура, системот за водоснабдување е стар и датира некаде од 60-тите години и се стари азбестни цевки со постојани дефекти. За жал, состојбата финансиска е таква да ние немаме можност да ја промениме преку ноќ целата инфраструктура. Ако ме следевте внимателно во делот на ставките во дел на водоводна мрежа, некаде сума сумарум, кога ќе соберете, имаме реализирано околу 1500 метри нова водоводна мрежа, ново изградена водоводна мрежа во општина Куманово за една година.
Проектот за Никола Тесла е сериозен проект, скап проект, во фаза на изготвување. Самиот проект ние имаме планирано средства, но сепак ќе зависи следната година од буџетската реализација и приходната реализација на приходната страна на буџетот. На седницата на Советот на прашање за улицата Киро Фетак од страна на советникот тогаш одговорив: оваа улица има обврски од над 2 милиони денари неплатена вода. Доколку граѓаните реално сакаат да помогнат, наместо да ми пишуваат пораки на Фейсбук, дека некој бара од нив да учествуваат во инвестицијата. Не, јас не барам граѓаните да учествуваат во инвестициите на општината и јавните предпријатија, но барам и апелирам до граѓаните да ги плаќаат своите комунални давачки. Овие долгови на јавното предпријатие Водовод Куманово, тоест побарување од 390 милиони денари, се обврски на граѓаните и на правните лица во нашиот град. Доколку јавното предпријатие Водовод ги прибере овие средства, јас ве уверувам дека ние во рок од 4 години ќе ја реконструираме целата подземна водоводна инсталација во нашиот град. Но многу пати сум кажал и пак ќе повторам. Може би звучи лошо, но тоа е реалноста во Куманово. Сите сакаме да ја молземе кравата, никој не сака да ја рани. Доколку сакате да го правите тоа, ќе мора да ги плаќате своите давачки. Ние имаме граѓани кои што имаат сметки за јавни давачки подолги од 10 метри, неплатени со години. Свесто оставани да застарат долговите, не се плаќаат, се менуваат живеалишта, се испраќаат податоци за погрешни агреси. Јас не зборувам за 1, 2 или 3 милиони денари. Зборувам за побарување од 390 милиони денари на јавно предпријатие Водовод и побарување од 370 милиони денари на јавно предпријатие Чистота и зеленило. Овие пари се сосема доволни да сами isfinansirаме комплетна водоводна инфраструктура подземна и дислокација на постоечката депонија Краста, за која што ме обвини опозицијата, а нема никаква врска, нити пак информирана за состојбите таму. Воедно први воведовме, меѓу првите во државата, воведовме примарна селекција на отпад, тоа заборавив да го напоменам, ја користам оваа прилика да ви информирам. Се со цел дополнително да се едуцираме, да создадеме дополнителни навики за примарна селекција, да ја селектираме пластиката, стаклото и хартијата, да го делиме органскиот од неорганскиот отпад, видејќи отпадот е пари. Сето онаа што го фрламе во отпад е пари и може да носи директен финансиски бенефит и за граѓаните, и за јавното предпријатие, и за општината. Но како и да е, ќе продолжиме да изготвуваме проекти и да ги користиме можностите за апликација за добивање на европски средства во дел на решавање на оваа инфраструктура. Доколку се биде базирано на собствените средства, морам да бидам искрен дека реализацијата на сите овие проекти ќе биде многу спора. Затоа апелирам да си ги плаќаме јавните давачки, почнувајќи од данокот на имот, јавните услуги на јавните и комуналните предпријатија и сите обврски кон општината. На тој начин си помагаме самите на себе си. Повелете. Мостот кај Мај Маркет е класична дивоградба и тој мост го срушивме пред непол месец. Повторно е изграден. Се соочуваме со една сеопшта граѓанска непослушност на таа локација и знаете кога многу пати ќе излезете да го чистите речното корито и ќе се соберат 100-200 граѓани кои што негодуваат, нормално е дека нема да одите против своите граѓани и со тоа и без тоа ќе функционираме, но треба да ги менуваме навиките.
пристапаме на изнаоѓање на урбанистичко решение, кога е правен планот за изградба на речното корито. На тие локации не се планирани мостови, а реално граѓаните имаат потреба од нив. Некои граѓани заоѓаат со километри и километри само за да ја поминат реката на 20 на метри. И тие локации кај што веќе постојат мостови, општината ќе се обиде да го измени планот, да вцрта локации за поставување на мостови и да постави современи, безбедни мостови пешачки, каде што ќе може непречено да се поминува. Воедно, сето онаа што е изградено во фаза на дивоградба ќе се обидеме да го срушиме. Тој посочен мост од страна на општината, колку што јас сум информиран, до сега е рушен 4 пати и повторно е граден. И не само тој, и сите оние диво изградени мостови по текот на течението на река Кумановка. Но од друга страна ги разбирам граѓаните. Ние следна година ќе прославуваме 5 века Куманово, а се уште како општина немаме уредено речно корито, што е нешто елементарно, основно да се спасите од излевање на реките од речните корита. Во делот на дивоградбите на населба Средорек имаме лоцирано 2 дивоградби како надлежна инспекција, за истите е уредно издаден записник и истите 2 ќе бидат срушени како и сите други дивоградби кои што ќе бидат лоцирани на територија на општина Куманово. А сметам дека не е точен податокот дека дивоградбите во населба Средорек датираат од овој период, бидејќи целата населба Средорек во 99% е дивоградба и е изградена како дивоградба во последните 40 години. Повелете. Кога веќе зборувавме нели за градбите, она што мене што ме интересира и еден огромен проблем на ниво на Куманово, на општина Куманово е нели тоа дали постои можност изградените згради кои што се нели рековте во неколку наврати дека се борите против урбаната мафија. Дали тие бесправно изградени објекти, сите тие граѓани кои што се на ниво на Куманово била пореки ќе можат некако да најдат урбанистичко решение, тоест здобивање со имот на низ. Кои што претходно се изградени од страна на инвеститорите и немаат можност исто. Значи, општината постапува согласно сите законски позитивни прописи кои што се на сила. За нас нелегитимно изграден објект има статус на дивоградба и ние го третираме како општина така. Сите тие објекти кои што ги наведувате се градени во форма на куќи, а продавани во форма на колективни згради за колективно домување, и истите купувачи на тие објекти се должни да поведат постапки против лицата кои што им ги имаат продадено истите објекти, или при тоа да ги погледнат своите купопродажни договори, што всушност они во купопродажниот договор имаат купено. Како и да е, тие објекти реално постојат на територија на нашата општина, некој го изиграл законот и направил одредени пропусти во градба, изградил стамбени куќи, а продал станови на поединци. И јас сочувствувам со тие наши изманипулирани граѓани, но за жал тоа е реалност и во општина Куманово и во Република Македонија. За најголем број од тие такви случаи во нашата општина се водат истраги во основно јавно обвинителство и истраги во СВР Куманово. Постапката е во тек, ќе го видиме резултатот, но во изминатата една година нема такви случаи во општина Куманово и ние ставивме крај на таквите појави и ветувам јавно дека ни во иднина нема да има такви градби во нашата општина. Јас како градоначалник имам подпишано 3 дозволи за градба на 3 објекти во градот, согласно старите правила кои што беа на сила, поради тоа што отпочнатите постапки беа отпочнати согласно стариот правилник. По нов правилник, затоа и е намалена стапката во општината на приходи по основ на комунали, затоа што е намален интензитетот на градба, но веќе гледам дека потенцијалните инвеститори ги прифаќаат новите услови и критериуми за градба во Куманово, бидејќи сакаме да имаме урбан и уреден град кој што ќе личи на современо
современ град. Повелете. Разговарате с представници од Министерството за финансии и Министерството за економија на бюджетот од вашиот мандат, каде е изградбата на бизнес зона? Значи, таа работа се уште стои, како што знаете, сите капитални инвестиции во државата се во најголем дел поврзани со онаа што значи евроатлантска интеграција на државата и верувам дека час поскоро штом го деблокираме тој процес, а верувам дека во собранието пратениците ќе смогнат сили да изнајдат решение да се надминат себе си и да дадат подршка на договорот и непречено евроинтегрирање на Македонија, како би можеле да дојдеме како држава до посериозни финансиски средства и да реализираме капитални проекти во износ од 3-5 милиони евра и така натаму. Ова е сериозна инвестиција и јас се уште очекувам помош од влада на Република Македонија. Повелете. Споменавте дека Куманово има минато во спортот, сегашност и градивнина, но ако се задржиме на сегашноста, имаме спортска сала што се распаѓа и ако ги земе како подобри, да се спортска сала на Бернаков и на Христијан Карпош. Но и во нив има проблеми да почнеме од осветлувањето, квалитет на пати и забелешки од сите федерации спортски. Што ќе се прави на овој план да се изнајде решение за реконструкција на дел од или може ли да се изгради целосна нова? Значи, Куманово во спортот, за разлика од други општини во државата, беше оставено самото на себе си. И јас можам да потенцирам дека Куманово е на самиот врв во делот на организирање на спортски настани и активности и функционирање на спортските клубови. Иако тоа е на незадоволително ниво согласно моите критерии и нашите критерии. Но ние сме можеби една од ретките општини која што има кошарка, машки, женски ракомет, пливање, атлетика, велосипедизам, женска одбојка, бокс и многу други спортски дисциплини. И јас се гордеам со тоа. Јас тоа не го создадов, само продолжив во еден континуитет да ги дисперзирам средствата во спортот и најдов на разбирање од страна на Советот. Општината има, согласно законот, обврска да се грижи за развој на спортот и затоа отделиме посериозни средства за Општинскиот сојуз на спортови, за да воведеме лига на општински надпревари помеѓу училиштата, за да нашите млади се надпреваруваат заемно и на тој начин да се влева во нив спортскиот дух. Состојбата со спортските објекти е лоша во градот, но ако направиме компарација со останатите општини во Македонија, е далеку подобра. Општина Куманово има изградено најмодерен спортски отворен и затворен базен во Република Македонија со сопствени средства. Има изградена најмодерна атлетска стаза со сопствени средства. Има изградена најмодерна спортска училишна сала со сопствени средства во економско училиште, со најсовремена опрема. Општина Куманово има изградено неколку спортски сали во кои што непречено се одвива тренажниот процес во спортот. За жал, општина Куманово има руинирани стари спортски објекти, почнувајќи од Соколана, градскиот базен поранешен олимписки отворен, стрелиштето и завршувајќи со спортската сала која што своевремено беше најголемата спортска сала во државата. И таа е реалноста, реалниот пресек. Да не зборувам за фудбалскиот стадион и другите помошни игралишта кои што се дадени на концесионери, кои што ги немаат исполнете обврските кон договорите кои што своевремено период 98-2002 им беа доделени на концесионерите од страна на Агенцијата за стопанисување со спортски објекти. Ние ги бараме како општина сите тие објекти да ни се вратат назад и верувам дека во следниот период, бидејќи има разбирање од страна на некои концесионери,
ќе ни бидат вратени назад и веќе порачаваме проектна документација за реконструкција на спортската сала, која што само за хартија чини повеќе од 2 милиони денари. Или точно 2 милиони и 200 илјади денари. Проектот го изведува фирмата Гейнг. Верувам дека во следниот период ќе добиеме комплет градежен проект, за кој што ќе можеме да издадеме градежна дозвола и паралелно со истиот да аплицираме за одредени средства. Моите заложби се да ја изградиме спортската сала. Дали ќе изградиме како општина? Дали ќе побарам помош на меѓународен план? Или пак помош од домашните приватни субјекти? Па дури и само допринос од нашите сограѓани? Ние имаме за обврска да го направиме тоа и мојата интенција ќе биде да го направиме тој објект кој што е еден од основните символи на градот. И секако сите овие запуштени објекти ќе се обидеме да ги реконструираме со соодветно добро подготвена проектна документација со која што ќе аплицираме на проекти за прекогранична соработка и други фондови кои што Европската Унија ни ги става на располагање. Но при тоа првенствено мора да се направи елементарен пресек на состојбите, бидејќи изминатите 13 години општина Куманово на сала во економско училиште, сега во моментов, благодарејќи на владата, е комплетно завршена спортската сала, како што кажав, во средното економско училиште во касарна Христијан Карпош. Исто така се гради нова училишна сала во село Черкези. Во следниот период очекуваме реализација на спортска сала во техничко училиште НАЦЕ Војени и сето тоа се објекти кои што ќе бидат ставени на располагање на нашите спортисти. Но онаа што е најбитно, апликацијата за која што аплицираме град на спортот за 2019 година во рамки на средна големина на градови е само дополнителен бенефит за градот, бидејќи истата ќе овозможи да бидеме многу позитивно будувани на самите апликации за искористување на европските фондови, а воедно, како што и самите изготвувачи на програмата рекоа, Куманово е среќно бидејќи има првенствено спортисти, ентузијасти и онаа што е најбитно, кумановчани реална публика. За прв пат по подолг временски период успеавме да организираме надпревар во боксот со над 30 боксерски мечови. Утре ја користам оваа прилика, тоест во недела, да ве поканам на државното првенство во боксот, кое што после подолг временски период ќе се одржи во нашата спортска сала. И полуфиналето, и финалето на државното првенство во бокс. Повелете дали имаме други прашања? Ви благодарам. Ако немаме други прашања, градоначелник, јас ви благодарам за исцрпните одговори. Почитувани присутни, уште еднаш ви се заблагодарувам на вашето присуство. Новинарите ќе ги добијат сите материјали по електронски пат и се надевам дека ќе се гледаме што почесто на вакви средби. Благодарам. Благодарам и нас.